нивниот реален живот. Нивната дигитална репутација е дефендирана од нивното однесување во онлайн средината и од содржината што објавуваат за себе и за своите пријатели. Обележаните фотографии, блог објавите, интеракциите на социјалните мрежи на тинеџерите влијаат на тоа како другите ги перцепираат на интернет и во реалноста, сега и во иднина. Лошата дигитална репутација влијае на нивните пријателства, односи и дури на нивната работа. Затоа многу е важно да заштитат својата дигитална репутација. Родителите имаат клучна улога во помагањето на децата да им обезбедат безбедни и позитивни искуства на интернет. Преку разбирањето на тоа колку децата и младите го користат интернетот, ризиците со кои што се соочуваат и стратегиите за управување со ризиците, родителите можат им овозможат на децата добро се справуваат со интернет светот. Такт или одбележан е едукативен филм кој ги охрабрува младите луѓе да ги согледаат последиците во нивниот живот, предизвикани од сајбербулинг, злоупотребата на интернет меѓу врсници и сексинг, испраќање на провокативни и сексуални експлицитни содржини преку пораки, фотографии или видеоклипови, главно со употреба на мобилни телефони, како и постирање на вакви содржини онлайн, негативната дигитална репутација. Темите од лична безбедност и одговорност се клучни за одржување на позитивното однесување на интернет и дигитална репутација во полнолетството. Филмот е изработен од страна на Австралиската институција за комуникација и медиуми и е дел од планот на владата на Австралија за заштита од сајбер насилство. Во 2012 година награден е со златен медал на светскиот медиумски фестивал во Хамбург и со сребрен медал на фестивалот за телевизија и филм во Њујорк. Станува збор за филм чија цел е да ги едуцира децата и младите луѓе за злоупотребата на интернет меѓу врсници, како и за начините како да се заштитат себе си во комуникацијата на интернет. Покрај филмот изработена е веб страница на која се достапни информации за тинеџери, за родители и за наставници. 3x cybersmart.gov.au. Ова представува соопфатна стратегија која превзема владата на Австралија во борбата против онлайн ризиците со кои се соочуваат децата, како да им помогне пред се на децата, а потоа и на родителите и наставниците да ги заштитат децата од несоодветни содржини на интернет. Филмот се препорачува за младенци на 14 години и повозрастни. Целта е да се зајакне свеста кај младите луѓе, да се нагласи потребата за заштита на нивната приватност на интернет. Филмот трае 18 минути. Она што ве може родителите да превземат во однос на гришата кон сопствените деца. Родителите треба да бидат во тек со активностите на нивните тинеџери на интернет. Добро е доколку го постават компјутерот на некое видливо место во домот. Родителите треба да дискутираат со своите деца за тоа кои сајтови се во ред да ги истражуваат, а кои не се и да имаат јасни правила околу активностите на интернет. Ако детето ги користи сајтовите за социјалните мрежи, родителите треба да се осигурат дека ги разбира карактеристиките за приватност, како да го уреди профилот, да биде приватен и да го ограничи пристапот на информации. Исто, родителите треба да го охрабрат детето да ги испита онлайн пријателите и да ги блокира оние што испраќаат навредливи содржини. Родителите треба да бидат отворени за своето дете, за тоа да може слободно да им се обрати доколку нешто го загрижува. Треба да му помогнат на детето да ги развие вештините што му се потребни за да комуницира безбедно на интернет. И така и навистина, родителите имаат онаа клучна улога за да му обезбедат на сопственото дете позитивни искуства токму при користењето на интернет. За сајбер насилството се зборуваше токму во текот на целиот ден вчера, но и првата детска амбасада во светот Мегеше со помош на австралиската влада го промовира филмот Одбележан и дава детали по случаја дека малку повеќе треба да посветиме внимание токму на односот родител-дете, особено на периодот на глобализација и користењето на интернет кои што самите деца го користат, особено тинеџерите кои што многу често знаат да бидат злоупотребени токму информациите кои што ги вадат преку интернет. Токму на оваа тема зборуваме во продолжение во рамките на одбележувањето на универзалниот ден на детето, а наша денешна гостинка е Јана Зенговска, психолог, координатор на СОС линијата при првата детска амбасада во светот Мегеше. Јана, добар ден и добре не дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Така. Во рамките на одбележувањето на овој ден, но и во рамките на одбележувањето на вчерашниот ден, првата детска амбасада во светот Мегеше и организираше прес, кој што споменав со помош на австралиската амбасада, кој го промовира филмот кој имавме можност да го видиме пред малку, инсерти од филмот Одбележан.
Така, значи, вчера 19 ноември е светски ден за заштита и превенција на децата од секаков вид на насилство. Мотото оваа година на тој меѓународен ден беше имаме сон. Тоа значи дека сите имаме сон света да го направиме на побезбедно место за децата и акцентот од различните типови на насилство се стави токму на сајбер насилството. Ние на наше задоволство заедно со австралиската амбасада го промовиравме овој филм Обележан во време траење од 18 минути, кој што е едукативен материјал направен од Австралиската агенција за комуникација и медиуми, меѓутоа представува дел од севкупниот план на владата на Австралија за заштита на децата од сајбер насилството. Кај нас, значи, интернетот се користи многу често, малолетните лица го користат, меѓутоа не се зборува толку многу за сајбер насилството или сајбер билдинг, начините на кои што децата можат да се заштитат и дека навистина тие можат да бидат злоупотребени. Имате ли информација во Македонија колку се злоупотребени? Така, значи конкретни бројки на информации се јавуваат. Значи ние се телефонот за деца и млади 0800 22 22 се јавуваат за да пријават одредени прекршувања на права на детето кога станува на интернет, станува збор за интернет, меѓутоа сметаме дека некогаш младите и родителите не се ни свесни дека се злоупотребени, па затоа него ни пријавуваат како насилство. Истото. Значи, кај нас има еден децата неконтролирано некогаш посетуваат интернет, посетуваат социјални мрежи, значи Facebook како најголема социјална мрежа, и ние токму сметаме дека социјалните мрежи се потребни за комуникација, размена на информации и така натаму, меѓутоа на соодветна возраст. Проблематичното е кога помали деца без да бидат едуцирани претходно од родителите, без претходно да им се објасни како да се заштитат на интернет, кои содржини можат и се соодветни за нивна возраст да ги гледаат, тие отвараат профили на Facebook, многу често и родителите всушност им ги отвараат профилите на Facebook со цел да обезбедат некаков си либерален и демократичен стил на родителствување. Меѓутоа сепак, значи не сакаме да ги навредиме родителите, туку сакаме да акцентираме на нивната родителска одговорност и на поставувањето на граници кој што е должност со цел да можат да го заштитат сопственото дете. Во делот на неделата на детето ние обично држиме работилници за правата на децата и голем акцент ставаме на заштита на децата преку интернет, при што нашите непосредни контакти со децата дознаваме дека децата не знаат како да се заштитат, освен тоа дека ако некој им зборува непријатни вулгарни содржини, дека треба да се одлогираат. Дури не ни кажуваат дека треба да им кажат на родителите. Значи, ситуацијата е алармантна. Ова насилство се случува во Македонија, не се случува само во Америка и во Австралија, туку и во нашата мала држава постојат лица, педофили, сексуално злоставувачи и друг вид на насилници кои што демнат на интернет. Тоа е безбеден начин. Си седи некој на интернет, може да се представи како сака, а децата како ранлива категорија која што сака да бидат прифатени и социализирани се многу лесен плен на ваквите насилници. Во прилогот предмалку имаше неколку насоки за тоа на што посебно треба да внимаваат родителите. Да. Ако рековте дека во изминатиот период сте соработувале со децата, сте ги едуцирале како тие треба да се заштитат од интернет насилниците, тогаш каква е комуникацијата со родителите? Кој е нивниот став? Какво е вашето искуство во однос со комуникацијата на родителите? Така, значи, од пријавите кои што ги имавме, родител ни пријави дека се злоупотребени фотографиите на нивните деца, например, да речеме на некој портал. Тоа значи дека кога ќе дојде алармантна ситуацијата, самите родители се јавуваат за да се заштитат и да прашаат, меѓутоа они не знаеле дека не е во ред тоа што ги поставиле тие слики, што отвориле профил и така натаму. Значи, родителите се отворени за соработка со цел да го заштитат детето, нормално. Меѓутоа, сметаме дека треба да нивната свесност во однос на користењето на интернет да се подигне на повисоко ниво. Значи, и вчера напоменавме дека е потребно компјутерот да биде во дневната соба поставен каде што родителите ќе имаат увид, значи не директен за да ствара некаква фрустрација или негативен одзив кај детето, меѓутоа од страна да може да го набљудуваат кои содржини ги гледа детето, дали има Facebook профили, и веќе кога има над 15 годишна возраст која се децата, сепак се деца до 18 години според Конвенцијата за права на децата, да видат како се дружат, што постираат, што прават. Значи, не е целта да им забрануваме на децата.
да им викаме постојано, да им даваме забрани, да им викаме не и не може, затоа што кога викате не и не може, во тој случај се мисли на тоа. Туку работата е во тоа да им го дозволиме, меѓутоа да знаат како да го користат и да се заштитат во однос на тоа. Значи да го третираме, да третираме личноста на детето, да го третираме како личност, а да го критикуваме неговото однесување само. Напоменувам со цел за да може да се воведе некаква контрола и дисциплина, бидејќи дисциплината од образовен, од психолошки аспект е потребна за да може да има една социализирана и здрава единка која што понатаму ќе може самостојно да функционира.